Adherën tuaj të bëj një prezantim të vogël, sepse me të vërtetë është një mund të themi kështu një ndër eventet më të mëdha që ndodh dhe ne kemi fatin që si shtat jemi prezantues në Bienale të vitit 2026 pikërisht në Venecia. Është një nga ngjarjet më prestigjioze të artit bashkëkohor në më shumë se 130 vite që ka dhe histori. Këtë vit vjen me një zë të fuqishëm nga Maqedonia e Veriut, pikërisht është artisti i madh Velimir Zhernovski, i cili flet pikërisht edhe për Bienalët e Venecias që janë të themeluara që nga viti 1895. Është një platformë e cila ka filluar vetëm për artin, pastaj detyrohu zhvirua në kinematografi, në teatr, në gjithë dance, aktivitetet të artit në përgjithësi. Dhe tema e vitit edicionit 61 të parë, në fakt, këtë vit është pikërisht Minor Keys. Arti flet në tone të ndjeshme, intime dhe thellësisht njerëzore. Në skenën botërore, Zhernovski prezantohet me instalacionin Dali moje të oči ke bidat zatvoreni ili otvoreni. Një vepër që sfidon kufijtë e humanës, duke eksploruar dhimbjen, humbjen dhe përgjegjësinë kolektive përmes një estetike të fuqishme vizuale. Ai është i lindur në Shkup në vitin 1981, pikërisht ka kryer edhe artet e bukura në Shënkirin dhe metodin pikërisht në fakultetin tonë shtetëror. Mirëpo është një artist multidisciplinuar, mirëpo për më shumë, unë do doja shumë që të flasim bashkë me të. Dobro utro, Velimir, i dobro ni dojde vo нашето убаво каче. Не знам дали не сфати то сега. Знае точно. Добро утро. Првично, пред да почнеме и со темата на денот, Велимир, јас знам дека, слушнав така информација, дека многу е тешко да се расониш са бајлечки. Како е Велимир во утринските часови? Од кај ги доби овие информации, Валиона? Така, малце информација, ама сакам да знам како е Велимир во утринските часови. Колку кафиња треба? Каде се научари, не сега. Дека се научари, да. Добро истерафи кафе и се, не е толку рано. Не е толку рано, да. Не е толку рано, знае она затоа што се плашам од утрински емисии, реков треба само да е утрински, дека не е утрински, 10 и пола. Да. Викам добро тоа што. Значи вреди. Ние секој ден имаме тема која го дискутираме со нашите гледачи, а денешната тема е нешто што го имаме во ова поднебје. Гледаме многу, гледаме све и свешто, но реално одлучуваме да не гледаме. Бираме да ги затвориме нашите очи, што многу се спои убаво и со темата. Да, баш ми е драго што баш те одбранила. Имаме толку неправдени во оваа држава, во уметноста, во персоналниот живот и професионалниот живот. Гледаме овие феномени секогаш. Не, во нашата држава само глобално гледате што се случува. Мислам, нашава држава, ја не знам како не можеме да ги како се вика тоа, да ги пребродиме нашите проблеми, што реално не се некои проблеми. И може лесно да се решават реално, ама многу лесно може, ама политичарите им одговара, не е толку лесно. Ама и народот почна заради комодитетот, гледаме некој се аванцира, што нема меритокрација, мислам не е квалификуван за тоа, ама пак си чутиме заради тоа за да не го рушиме тоа комодитетот што го имаме. Треба да бидеме погласни, треба да ги мислам да овие феномени што ни се случуваат секојдневни ни се, еднаш за секогаш да се сеќаат и да се кажуваат право. Што треба? Некако да бираме да ги отвориме нашите очи еднаш за секогаш. Не знам, ете уметноста тука да отвара очи, да уметноста, не мислам само на уметност, ликовна уметност, ти кажа дека ова Биенале сега Биенале за уметност, меѓутоа тоа се случува нели на 2 години за филм, за театар и за се нешто. Не знам, и уметниците престанаа веќе да реагираат. Значи, ја уметноста гледам стално како полека што ги руши сите бариери. Да. Кажуваш се. Посебно по музиката, и малку ми е криво, например, ги следам пробувам младиве да ги следам музичари, бидејќи тие се нели најпопуларни уметници, како и да сакаш да земеш. Некако музиката е повеќе развиена. Некако ги доведува во ситуација да не се ангажираат околу проблеми. И да не бидат своји. И да не бидат своји. Него полесно им е да се вклопат во трендот. Трендот. Да.
И тоа малку ме загрижува. Јас сакам да поминеме на твојата област, на тоа што реално Јас мислам дека си роден тоа да го работиш и многу е убаво кога го работиш твојот сон. Но зборуваме за една многу голема сцена, зборуваме реално за најголемата сцена за сите уметници светски. Што за тебе лично значи учеството на Венециското биенале? Како го дожива моментот кога беше кажано дека ја представуваш државата? Пред да поминеме кај инсталацијата. Не, сега за од кај да почна. Од најубавиот момент. Види, па најубавиот момент е што, ето, например, имав дело кое се стварно одговара на буквално на политички случувања, глобално, пак ќе кажам, со војниве што не престануваат и изгледа нема ли да престанат, што се тотално безсмислени. Безсмислени, точно. Безсмислени се за народот, за олигарсите, политичарите, не се сигурно. Чест е да те изберат, нормално. Меѓутоа, во процесот до дека веќе сме на 10 дена до одење за Венеција, како и со све друго, проблемите пак ги лоцирам кај нас. Сепак се враќа во... Сепак малку нешто касни, сепак се нервози, сепак е... И не е тоа до парите. Да. Не е до, мислам, не е ни до пари, не е до финанси. Не знам како да излеземе сите заедно од... Порано се нервирав кога ќе ми кажат балкански менталитет. А реално се бидејќи јас го сакам Балканот, искрено. Мислам, не можам да живеам нигде на друго место. Ама реално имаме еден чуден менталитет кон животот. Имаме, да, интересен. Кон работите, интересен, да. Баш феномен. Феномен сме малку. И тоа процесот исцрпува, а дека таму ќе се представиме кој што треба, ќе се представиме. Тоа секако не се двома. Има проблем. Меѓутоа се попатно е така малку не толку. Не знам што да извам многу радосно. Ќе видиме после отварањето. Реално е тешко некогаш да се видат, како да кажам, убавите работи кога стварно околу нас се е темно, се е на многу темни бои, така да кажам. Јас сакам да поминам сега на темата која што е во Биеналето на 2026 конкретно за уметноста е Minor Keys. Малку емотивна димензија, мене така ми личеше, но сакам да зборам конкретно за твојата инсталација. Како комуницираше на оваа тема што е одредена? Па ете, тоа баш сакав да го докажам, извинете малку сам. Да, нема проблем. In Minor Keys. In Minor Keys, ниски тонови. Темата ја напиша, сега ќе би простите, не се сеќавам на името на главната кураторка. Таа ја напиша темата на Биеналето. Некои години почина пред. И само што ја издадоа темата, жената почина, да. И ете, тука преска тоа што го зборев дека уметноста треба да служи некојаш за средство за да направи диалог, за да сруши некои бариери, не знам што, и да предвиди работи. Еве, женава, мислам, почина пред да почнат најновиве војни по Иран и овакво. Којо коуло се вика да уметници. Фала ти. Да. Немаше ми текна. Не, мене не ми текна, веќе ја имам прочитано 100 пати, ама не ми текнува името, да. После ковид имаме проблем со имињата. Реално, да. Од ваксините. Од ваксините може не, да. И гледаш она предвиде тажната ситуација дека Биеналето ќе се случува во тотален хаос, мислам. Сите манифестации си течат, и фудбал, и уметност, и се, но пак е тоа одвлекување на вниманието на што стварно се случува. Значи, буквално пола планета е во војна. Да. Сега слушам
дека се повикува и на пак на духовни војни, не знам што, мислам, јас стварно не знам која ќе ги напуштиме тие концепти. Завчера беше Доналд Трамп. Да, зборевме ние денеска. Го имавме денеска како прилог. Имаше една слика каде што Доналд се презентира да биде кој Исус. Не знам дали го види. Имаше една слика. Ама имаше големи реакции, па после го ја тргна тоа. И викаше, не сум ко Исус, туку сум како доктор. Како доктор, со енергија, да, има чудно. Одиме по чудни димензии. По чудни димензии одиме светот, чудно е. Денеска некој на Мадона извади таква слика иста. Да, добро, Мадона сепак е уметник некако во едно. Уметник е и да. На незе и личи тоа да се... И личи, пошто знае зашто го прави. Да. Да поминеме. Да, потоа тек тема. Да, јас сакам за инсталацијата заради тоа што знаеме дека инсталацијата не е довршена, така? Не, па сега како ќе се презентира таму? Види, тоа е инсталацијата е цитат на пиетата од Микеланџело која се наоѓа во Рим. Тоа е ова Богородица како го држи Исус. Мислам, композицијата е таа. Меѓутоа, во овој случај, јас направив пакета на две тела. Небитно дали е мајка со дете, дали е татко врз дете. Мислам, не е тука родот битен и ова религискиот контекст малку го тргаме на страна. И сега се изработува инсталацијата во големи димензии, тоа не можам сам никако да го направам за да се пренесе, ќе биде 5 метра висока. И ќе биде обвиткана со фолија. Да, тоа се овие кебиња што им ги даваат на луѓево што бегаат од воените зони. Материјал кој топли, златест. Да. И се почесто по телевизија уште од претходната бегалска криза, видов навистина луѓе во... Нема ништо потешко од тоа да изгубиш дете, не знам. Мислам, немам деца, ама мислам дека нема ништо потешко. И мајката или таткото со децата, тоа фрштаја слики на сите страни, прекриери во тоа злато, ја менува целата концепција околу златото. Златото до сега представувал некој друг најзначен елемент. Да. А сега веќе за мене барем прва асоциација ми е војна, непогоди, даведици и така натаму. И затоа ја обвиткуваме огромна мислам, тоа е пиета по Микеланџело, така и насловот го ставија кураторите Тихомир и Аманда. Аманда е кураторка од Канада што ќе ни помогне околу текстот, околу таму промоција на павилјонот. Затоа ја предимензионираме за кој да ја види, да разбуди кај него чувство на ургентност, бидејќи стварно слонот го имаме во собата, а не го гледаме. Таа изрека си може да сте чуле или не. Многу убаво го дошакам ова со слонот. The elephant. In the room. Да. Реално така е. Тука само фала. Јас би додавал уште нешто, фалат некои конзерви, зашто знаеме дека најголемите сили кога ги прават овие стори по народи и после идат со конзерви да ги хранат. Да ги спасуваат. Па не, па и тоа и мислам тоа е целата поента. Мислам ти најтажната сцена да ја обвиткаш во злато. Самото по себе тоа е контрадикторно. Мислам, контрадикторно е не за мене, него за општеството. Спомна за кураторите, но јас сакам да ги спомнеме и сите, целата таа екипа што стои за тебе, што мислам дека секоја има таа најважна улога за се да оди како што треба и јас сум сигурна дека ќе биде прекрасно. Но зборуваме и за организаторите и најголемата
support, најголемата поддршка. Поддршка. Проектов мислам аплициран од Музеот на Современа. Поздрав до директорот, тој комесар на проектот, Авни Кели. Морам да поздравам другарка би што улета да ми помогне во целиот процес, ни муча. Мислам, таа не е од музеот, историчар на уметноста, блиска е до уметноста, дел од екипата. Да, Тихомир го спомнавме. Да, Аманда, тоа се тие некои важни луѓе што, мислам, навистина, еве и ти беше на состанок во музеј, виде дека и атмосферата беше добра, дека се сложувавме. Весна Илковска исто пиерот што го води. И поддршката што ќе го имаме и ексклузивно и од АЛСА. И добро да не ги заборавиме Министерството за туризам и култура и добро и поддршката на АЛСА, стварно фала ви многу за... Те гледаат од Министерство вака или ајде шуќуреве имаме еден човек кој ќе оде оваа година да не презентира како што треба? Па, не знам сега ќе... Уште чекаме. Чекаме, ќе видиме рано. Уште чекаме. Сега да те прашувам, не, за колку е важно публиката на сите дела за тебе, треба да ја разбере инсталацијата или важно е да го почувствува? Кој е најбитниот дел за тебе? Да ја почувствува важно. Нека почувствуваат. Тројца стално викам, доволно е за да размислат и понатаму да зборат, да пишуваат или да раскажуваат. Ние многу често во нашата емисија кога зборуваме и за темата на денот, само да имаме еден коментар од нашите гледачи, ние секогаш викаме дека ја постигнавме целта. Да, или да малце да развиеме, јас викам, многу сме иронични со Дритро малце, така сабајлички расположени сме. Не сме, многу сме. Но сакаме реалноста да ја презентираме во како да кажам, најважното светло. Мене многу ми е драго што ќе бидеме дел од стварно многу голема уметнички евент во целиот свет. Да, вие доаѓате во Венеција. Ние доаѓаме, јас доаѓам. И цело време, секој ден, ќе не известува од таму. Но сакам да знам... Ќе биде дел од емисија. Да, сакам да знам, Велимир, за... Ќе ни укра вниманието, ќе ни украде од скулптура. За камерата ќе стојам. Многу е важно, мислам, сакам да знам, како уметник, за кои уметници си многу excited, да кажам вака, да видиш нивните инсталации, уметнички дела. Имаш некој специјален или некој град, некој па сега кои уметници. Јас значи често работам на теми што се познати, на пример првата изложба во Музеот на Современа, тоа не знам, пред 15 години, беше посветена на Алиса во земјата на чудата. Значи работев со Дизни. Да. И мислам, и затоа ги бирам овие теми, некои што се познати, меѓутоа после да ги твиснуваш во контекстот во кој ги работиш, за да може да го кажеш тоа што сакаш да го кажеш. И битно ми е да одберам тема која колку толку луѓето ќе ќе препознаат и ќе сватат зошто интервенирам врз таа тема. Да. Не можам се имиња да истакнам, сам уметници. Дали има некој, како да кажем, некоја земја која што те инспирира најмногу? Или повеќе си... Па ви кажав, од Балканов не ми се мрда, ама не можеме да го средиме. Балкан бој. Балкан бој. No escape from Balkan. Не, па имам шетано сегде, буквално. Everywhere you go, always да. In Balkan you'll be. Утринското кафе, Ќе се вратиме тука. Утринското кафе сегаш е најубаво и највкусно дома, јас би кажала вака, а да не збориме после за ланчтайм, што ни е многу познат на Балкан. Многу е важно, мислам,
Мене многу ми се убави овие моменти кога се зборува за една инсталација која што има многу јака порака и јас сум сигурна дека everyone is gonna notice the elephant in the room, но најважното е од се дека стварно темата е толку многу погодена и со моментот кој што го живееме глобално ниво. Колку време ти требаше и дали кога беше одбран од биеналето, дали веднаш ти дојде идејата за ваква инсталација или беше нешто порано или покасно? Не, ова уште овако страшно, не е страшно, него ова макета, да речеме, сега што ја зголемуваме, ја направив пред 4-5 години, не знам кога беше сириската криза. Да. И мислејќи дека треба тогаш да изреагирам и дека тоа е нешто како после корона, после се или дека се ќе заврши. Да. Меѓутоа кога дека не завршува, дека работите ќе идат напред, ја тргнав на страна, реков ќе дојде момент кога стварно ќе треба да се прикаже пред јавност било каде. И кога ми рекоа другари, ајде аплицирај, види што е ова. И викам, чекај бре, ја имам совршено дело што зборува за буквално за денеска, да. И така што и идејава не е спремана за... Тоа е уште поавтентично, јас би кажала. Тоа е уште поавтентично. Да, реално, да. Заради тоа што, зборуваме за тема или како да кажам за ситуација каде што никако не можеме да ги надминеме. Кризи цело време се наоѓаме во некој циклон, како што вика и нашиот метеоролог, циклон кој што не се трга од нашето поднебје, но се надеваме дека еве со ќе дојдат поубави времиња. Велимир, ние сме при крај на денешното интервју, вака у разговор, да. Во нашето студио часовникот има многу јаки батерии, поминува многу брзо. Јас сакам да ни дадеш некоја порака, но да ни дадеш и порака за сите тие млади, не само уметници, за сите тие што сакаат да направат убави дела во нивниот живот, во било која област. Да, во било која област што тие сакаат да се насочат, да не се заминуваат од нашата држава. Да, како да преживеат во Македонија? Прекрасни млади луѓе имаме, нека не ги слушаат вестини политичари, нека работат тоа што сакаат да го работат и стварно више да надминеме некои глупави, измислени концепти, идеологии што прерасути. Ама кога си млад, тоа е. Па кај нив влие најмногу. Да. И како да останат, еве зашто ти си останата, зашто вие сте останати. Не се знае, сега после Венеција. Да. Така екипата ми рече да се отварат нови порти. Да. Дритро може кафето ќе ми Вальбона анте портас, не се знае никогаш. Кафето Бонџорно. Велимир, јас ти благодарам многу за времето што го одвои за нашето гостување тука во нашата утринска емисија. Реално зборувавме за многу важни теми. Пред се, многу ми е мило што и нашата земја ќе биде дел од најголемиот светски настан и се надевам дека ова не само ќе биде дел каде што секоја година веќе ќе бидеме како гости, ексклузивни гости таму. Јас знам дека дента кога ќе биде изложена изложбата, инсталацијата, ќе бидете пак дел од утринска емисија. Секако дека да. Се зборуваме вие двете у Венеција. Јас од тука ќе си правиме моабет со нашите супер време во летно. Да. Фала ви многу. Ти благодарам. Те очекуваме и за другите работи, за други верувам изложби. да ти се множат сите дела. Фала. Благодарам. Фала.